Секојдневното зголемување на цените на нафтените деривати ги принуди охридските превозници во јавниот транспорт да бараат зголемување на цената на превозот. Превозниците и такси компаниите, за да може да функционираат, бараат од градскиот совет покачување на цената на билетите за општинскиот линиски превоз и за стартната цена на такси превозот. Во линискиот превоз имаше зголемување на цената пред околу 1 месец. Цената на билетот беше покачена за 10 денари, а по вчерашниот пораст на горивата превозниците бараат од Советот на град Охрид ново поскапување на билетите за уште 10 денари. Директорот на АД Галеб Димитар Василевски за ТВМ вели дека неизбежно е зголемување на цените во јавниот превоз покрај секојдневните ценовни шокови за горивата. Загубите во работата се неминовни. Принудени сме да ја зголемиме цената на меѓуградскиот или нискиот превоз. Во спротивно ќе мора да ги редуцираме линиите, а тоа носи и отпуштање на вработените, посочува Василевски. Василевски вели општините тешко може да помогнат за да ги покриеме негативните финансиски импликации. Сакаме да бидеме општествено одговорни и свесни дека општините не се во можност да помагаат бидејќи досега го субвенционираа превозот во услови на пандемија, а општинската каса е се попразна. Сдруженијето на приватни превозници се обратило за помош до владата, од каде очекуваат одговор. Барање за зголемување на цената на линискиот превоз има и од такси компаниите. До Советот на општина Охрид таксистите побарале зголемување на стартната цена на превозот за 10 денари. Очекуваат нивното барање да се најде пред советниците на седница во месец април. За заштита на граѓаните од ценовните шокови, владата во пакетот од 26 мерки даде и препорака до општините да го реорганизираат јавниот превоз. Од општина Охрид пак велат дека до нивните служби немало барање за зголемување на цената од превозниците. За препораката на владата пак за реорганизација на линискиот превоз ќе чекале официјален допис бидејќи не били запознаети со оваа мерка.